Градоначалникот на Штип, Илчо Захариев, денес оствари средба со раководствата на две урбани заедници на Железничка и Чардаклија. Со тоа продолжуваат посетите на деловите од градот и разговор со првите луѓе на урбаните и местните заедници за нивните проблеми и прибирање на идеи за проекти. Во населбата Железничка започнува градењето на црквата посветена на преподобен Иларион Мегленски. Пред неколку години беа поставени осветени темелите на новата црква во населба Железничка и за Пребег, посветена на светиот Иларион епископ Мегленски, но досека не беше започнато со градба, веќе обезбедивме некои средства и започнавме со градба, бидејќи следната година, 2017-та, јубилејна година за Македонската православна црква и се надеваме со помош од нашите верници, од општината, донаторите, дека ќе изградиме ова црква и следната година во погоден момент да биде осветена и пуштена во употреба за верниците од оваа населба. Општина Штип во населбата Железничка инвестираше, а барањата на граѓаните се речиси сите реализирани. Ова црква се наоѓа на неубавото место, веднаш до кружниот тек. Морам да кажам дека заедно со нашиот ценет владик Иларион направивме разговори да максимално се вложиме сите ние да ја направиме оваа прекрасна црква и верувам дека за година дена ќе биде завршена. Ќе иде правена во нашиот стар охридски стил. Да истакнам дека во оваа населба ние како општина направивме голем број на проекти минатите 3,5 години. Останаа уште неколку ситни проекти кои ќе завршиме идната година, а тоа е решавањето на проблемот со канализацијата во одреден дел од населбата, водовод во Горна Железничка и асфалтирање некаде околу 300 метри улици кои не ги асфалтиравме минатата година, заради тоа што немаше санитарни инсталации. Така да мислам дека се што побараа жителите на оваа населба од наша страна е како локална власт реализирано. Тие тоа го заслужуваат, верувам дека се задоволни и да се надевам дека ќе имаме сила да ги завршиме останатите проекти. Жителите на Чардаклија ја поздравија посетата на градоначалникот Захариев. Во Чардаклија младите почнуваат да се враќаат да живеат. Од она барање што го имавме како местна заедница се скоро 80% реализирани, останува она решение за приклучување на водоводниот систем на градскиот водовод да се заврши до крај. И можам да кажам дека Чардаклија станува едно убаво место за живење, каде што младите од градот повторно може да се вратат во родното место во Чардаклија и мислам дека престои светлина за оваа населба. Општина Штип инвестираше во Чардаклија, но ќе продолжи и понатаму да реализира проектни активности за поубав живот на жителите овде. Најнапред направивме канализација во оваа населба, која е практично дел од Штип, а немаше канализација. Потоа ги асфалтиравме сите улици. Во населбата луѓето тука газеа кал, ги изчиставме собирните канали, го градуваме спортскиот терен и да истакнам дека со одлука на владата и Министерство за земјоделие до Чардаклија ќе се гради магистрален канал за добивање на техничка вода за наводнување на ниви. Таа ќе биде поврзана со магистралниот канал кој го градиме, значи од Врсаково према Три чешми. Значи тоа се инвестиции кои се направени во оваа населба. На нас ни престои идната година да го завршиме патот до црквата Свети Илија. Потоа она одлука на влада дека Министерството за животна средина ќе обезбеди средства за изградба на водовод за Македонка, Чардаклија и за Балканска ќе биде решено. И лично мислам дека во оваа населба ќе треба да направиме напори околу просторното решавање на гробиштата во селото, за тоа што овде погребуваат двете населби Балканска и Македонка. Мислам дека треба да најдеме нова локација за да го решиме овој проблем, бидејќи проблемот е таков да гробишта се наоѓаат во центарот веќе на населбата. Мислам дека и тоа можеме да го решиме. Едноставно, сите барања на урбаната заедница се целосно решени. Во Чардаклија инвестирано и во училиштето, се направени санитарните јазди, а ќе се инвестира и во местна заедница и пензионерски клуб. Исто така се работи и на генералниот урбанистички план, со што веќе пристапот од Кочани кон Штип, а и влегувањето во Чардаклија ќе биде многу посовремено и ќе наликува на она што веќе во западните земји е начин на живење.